Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, градоначалниците од ВМРО ДПМН во првите 6 месеци од мандатот не сработеа ништо ниту за општините, ниту за граѓаните. Не ги реализираа ветувањата и немаат ниту еден проект. Првите 6 месеци од мандатот на градоначалниците од ВМРО ДПМН се загубени месеци. Затоа Христијан Мицковски во очај промовира проекти на градоначалниците од СДСМ. Последен пример е Охрид. Бидејќи Кирил Пецаков нема ниту еден негов проект, Мицковски промовираше реконструкција на улици и канализација во Лесковец, проекти подготвени и поднесени за финансирање од поранешниот градоначалник Константин Георгиевски. Во главниот град Скопје, како да нема градоначалничка, ништо не се работи. Ниту едно ветување не е исполнето, а проектите започнати од претходниот градоначалник или се закочени, или нема капацитет да ги доврши. Поминаа 6 месеци, а нема бесплатен јавен превоз во Скопје, како што ветуваше Арсовска. Нема нови 250 еколошки автобуси, нема 6 нови паркови, не се исчистени депониите. Даниела Арсовска буквално нема ниту еден нејзин капитален проект. Арсовска го стопираше проектот за брз транспорт во Скопје, БТР, со месеци не може да ги заврши мостот во аеродром, улиците Есенинова и Васко Карангелевски, клучката во Визбегово. Иако вети дека нема да сече дрва, направи масакр на дрва во општин аеродром. Дури директорите кои таа ги назначи и заминуваат на секој 2 месеци. Граѓаните на дело ја гледаат неработата и неспособноста на градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН. Затоа Мицковски се заканува со блокади и зборува за предвремени парламентарни избори во време на најголема економска и енергетска криза. Знае дека разочарувањето кај граѓаните од локалната власт од ВМРО ДПМН е голема. СДСМ, заедно со граѓаните, заедно со парламентарното мнозинство, нема да дозволи блокадите и деструкциите на Мицковски и ВМРО ДПМН да успеат. Нема да дозволиме блокадите нарачани од Никола Груевски, а спроведени од Христијан Мицковски, да ја загрозат иднината на државата. Ви благодарам, повелете со прашање, доколку нема ви благодарам.